Значи одвај дочека народој. Назад ти е зимата. Сега ќе видиш. Значи од уста ќе вадиш, вака од уста ќе вадиш и ќе му даваш од уста. Отиваш шо сум јас оние врапчињата на Animal Planet и џвака го плюкни му во клюно. Нема поке ти шо сакаш, што шо сакаш. Имам од уста ваден. Најак муавет ми ежи ми се. Имам од уста рече вадено за него. Ами него џвакнува и дај му го тој рекao џвакни. Знам дека не е во буквална смисла, ма го ми речи некој од уста имам вадено за да му дам, така го замислувам. Џвакано, изваено вака и даено. На крајот на денот не е уопште муавет за прајање. Ко што рековме, детето само по негова желба не е доедено. Ти го носиш, што значи нормално дека ќе одвоиш за него. И уште поако овој муавет не го прат родители што се на возрастни деца, го прат сега новокомпонирани што викаме во музиката. Нови родители сега што имат година две поминат, сега ќе видиш, демек сега за нив светот се преврти, се одма и за тебе ќе се преврти. И да се преврти ко не баре лоша работа. Ама имаме речено и претходно, знаеш како во Македонија народот сака така жртва да си биди малце оти. Ништо не е погодено, се ние сме само нешто не ничини, ние сме тие жртвите, на сите другите во светот му е погодено, само ние сме жртва. На крајот на денот знаеш како? Кој те праша? Дај сега си пуштиме ние на шпица и да си го продолжиме муаветот претходно, пошто не се само креветчињата и количките што се малце заминати со бизнис. Има и други работи што се бомбона бизнис, вклучувајќи ги и бомбони. Така што шпица и одим, пуштајват. Се имаше луѓе што ми велеа почни да збораш, оти не се само тие трошоци, пример роден ден и трошоци она порано. И тоа е факт, ќе збораме за тоа кога ќе стигнеме до тате, макар што имаме зборано претходно за разликите меѓу родендените што и правевме ние како деца и родендените што се прават сега. Оти широка тема е таа. Ама на пример знаеш што е друго бомбона бизнис? Прво родендено крштевка, на пример. Оти пример луѓе што се немат земено прат свадбо крштевка истовремено, а луѓе што се имат претходно земено кога ќе направат дете, после тоа прат прво родендено крштевка или мити втора свадба. Ти ги речиш оти втора. Оти втора свадба, брат. Јас не памтам мојата крштевка каква била, сигурно било втора свадба. И не викам дека не треба се прослави. Дефинитивно треба. Ама не знам, оти секогаш сум ги замислувал крштевките како нешто поинтимно, бе, брат. Фамилијата ги си ја собериш, ручече, музиче, не е проблема, ама не знаев дека крштевките уствари се свадба. Кога беше лани оломнани бев прв пат во веко на крштевка и влегваш внатре музиката веќе тера нешто свадбарско. Ама на моментот никој не игра, едно време почнува пеачот, а сега да честитаме крштевката на тие и тие. Здраво живо малото и почнува песната Внуче на дедо Ангелче. Што прв пат во веко ја слушнав тога. И станват сите почнуваат дедото пример го зема, внучето игра оро, после за бабата песна, па за другиот дедо песна, па за другата баба, па за таткото песна, па за мајката песна, па за прв пат ги слушам човече наменски песни направени специјално за крштевки за свадба. И се фаќаме сите наоро и играш и не ги гледаш дека си ги пеат луѓето песните, аз прв пат ја слушам во веко. И си викаш збунет, си викаш чекај малце на крштевка дојдовме шојова и го тераш орото ме, знаеш. После тоа те викат на друга крштевка. Е тука си веќе спремен, подотеран си малце. Знаеш дека го е се речи ајде сега честито станваш одма од масата. Зато душа бидиме фер, има и крштевки кај шо мене ме викат да свирам. Тоа ми се деси годинава, ми се јави другар вели крштевка ќе правам за малата. Ќе дојдиме тогаш и тогаш од Холандија, ти сакам да свириш. Ја реков брат, кој што и гледам овде првороден ден крштевките се малце свадбичиња, ја свадби не свирам, башка сам со гитарата што ќе правим. Не бе ми вели каква свадба не зафркава. Абе му викам возрастните сакат ора. Не бе вели какви ора. Е добро, реков фајко ќе дојдиш ќе се видиме, ќе правиме муа. Дојде другарчето назад, одам јас кај нив дома, се гледаме со негоите, како си шо прешарен миси, татко му одма. Ќе направиме некој од нашите. Ќе направим. Што ќе прави? Без ѓурѓа прослава не оди. Без ако он во битола секако не е прослава. А макар и да не ош во битола. Ама сам да речем во глобала има и крштевки кај што се е забавно, ќе пеат, ќе свират сите, ќе се журкат онака нормално, а има и некој кај што сакат стрикно. Ако не е внуче на дедо Ангелче, бате готово. И на крајот на денот секој треба си прави како што сака. Муабето ми беше бомбона бизнис е напренот и порано кога ги правеле фамилиарно некој ќош од кафаната со музиче со ова со она, денес ги прават бате свадби 200-300 души споканети, украсено, направено, музики, ора, порција јадење, пие, значи буквално исто кошта, ако не и поќе, пошто тука треба викниш кловно и за децата, не знам од игротеки работи изнавикани, исто треба видео
видео, аудио, слики, мики, исто свадба брат. Не знам цвекиња дали клават невестите за кај децата, ама зато детски украси ки има сигурно. Од балони, од чуда, од торти, гол, све ки има. Пошто дете ти и се ќе направиш за него. И овие со бизнисите знаат дека се ќе направиш за него. Зато се свадби. Оти порано ако се береле децата и поминвале со петпајнци, смоки, сокче црно или жолто, денешно време бате што ќе речи народо мора да се направи. А па од друга страна крштевката како крштевка е религиозен акт или што би се рекло официјално влегување на детето во религија. И зато има многу религиозни луѓе што инсистират крштевката се направи порано од првиот роден ден во смисла да си биде детето заштитено, Господа го чува и така натаму. И порано колку што знам и порано се праја крштевки. Кој не чекаше прв роден ден, ќе поминат молитви ова она за неколку месеци крштевкавате. Денешно време сите гледаме како што ни одговара најмногу и временски и финансиски, така што како што ќе ни дојде така ќе правиме. Пошто кој што рековме, цела свадба треба да ја осмислиш, така што сето тоа осмислување, гости, луѓе, кафани, музики ова она си сака време. Сега ти може да на свадба ќе викниш огромен бенд, на крштевка ќе викниш помал. Може на свадба ти имаш 300 души, овде ќе имаш 150. Ама некој прат свадби и со 100 души, така што како сега свртивате свадба е. Бизнис бомбончева. Арно мадур да дојме до тој бомбона бизнис, има и други бомбонче бизниси пропратно. Еден од најголемите бомбона бизниси е породувањето. Еден од најприродните чинои што постојат од кога постои човештво. Што не треба ни подразно да биде бизнис, ама ете, како викат, снајди се па живеј. За тука сигурно некој ќе се најди што ќе речи, па не мора да е бизнис, еве имаме здравство, државно и така натаму. И то си стои. Ама под број 1 на сите ни е јасно како функционира, ако можам да речем функционира државното здравство во држава. Мислам, фала Богу, има многу луѓе што се ја бркат работата, не е до нив. Едноставно целиот тој систем е некако паличен, не знам како да речем. Треба многу работи да се сменат во здравството, здравје се надевам дека ќе биде то понатаму, пошто имаме и одлични доктори, и одлични сестри, се имаме, само едноставно некои работи не функционира. И на крајот на денот жени стотици, илјадници години се пораѓале пред да постои приватно здравство, па никому ништо. Арно, ама ако веќе имаш опција, имаш можност да си дозволиш што подобра нега на жената и на детето и така натаму, ќе си дозволи. Са тука има многу поделени мислења, знај. Некој се хардкор фаној на државно здравство, на не трошење пари на такви работи и така натаму. Некој па се ептен фаној на приватните болници и на тоа што тие го нудат и поубај услови, храна и така натаму. И на крајот на денот ни едната ни другата опција не се совршени. И секој си има право да си одбери што сака да си прави понатаму, нема тука судење. Мене лично има работи што ме нервират од двете страни на приказната. Што ќе ги разработиме сега? Пример, луѓето што инсистират пораѓање во државна болница да не се трошат пари и така натаму, обично го занемарват фактот дека постојат адети во државната болница. Мислам дека сите знаеме зашто се премуваве, така. Пошто јас на пример не знаев, ама од блиски пријатели, другари и така натаму слушнав многу бемуавет. Во смисла имало адет, кој ќе ти се роди детето, тој што ќе излези да ти кажи, треба го дару. И то бил адет од памтивек. И ајде ги речиш нормално, радосен си, ти се раѓа дете, ќе почастиш, ќе поклониш. Ама ќе почастиш, ќе поклониш, треба значи не знам, бомбонјера, вино, виски, што да е нешто од душа онака да се касне се напие за здравје, така. Јарно, ама не е баш така. Имено мој другар близок, кој се пораѓала жена му пред години, вели сакавме да биде во државна. И вика ми кажа за адетот и јас си спремив некој динар, пошто што треба, тоа. Се породила жена му, излегле, ајде честито машко, и ова ајде честито извелено певче да дајде мек, ајде радости тука, прво па мушко да се почасти. И сестрата од таа страна му рекла, што ве за 50 евра машко пречекваш? И вика, брат, се најдов во небрано, арно носев пари, извадов уште едно певче, друг дојде, трет дојде, докторо, мокторо, ентон пари. Демек државно е, нема трошок, ама уствари има трошок. Така, да не испадни да клам некој во белја, ова било пред години, не знам колку години. Ама не е единствен случај, што го имам слушнато од ова истото. Што мене ак ме најдоте, не треба да се случи. Јас разбирам, човек на радоста се ќе направи, ако сака некој од душа го направи, нештото треба го направи, не може да си бараш бе човек. Како така, шо ве со 50 евра син пречек? Шо ако не ти иде, нема му го дај? Шо муавете? Или знаеш дека ќути има и полошо луѓето неќат да се расправат, да не шо знаеш таму дуре в болница и ќе му велиме што сакаме и никому ништо, така. Оти сите се ќе направиме кој се работи за здравието и така сила ќе си зема. Шу, бизнис бомбонава. Од друга страна па во приватните болници не да е бизнис бомбона, бизнис бомбончиња од оние скапите. Ќе си платиш ентон пари, се што треба плюс таму ќе си приплатиш, што ти знаеш како? Кој те прашва евате, саш приватно? На ти приватно. Е се условите се убај, собата хотел, јадењето убаво. Кој што сака жена ти ги се видиш, нема од толку до толку е посета и не примам никој. Нема на пауза сме дечко. Нема кој што видов во некоја болница таму, не знам во кој град од Македонија
ја беше родилките сликат клаено парче леп, виршла една вака и тоцкаво сиренце клаено, пресно породена мајка. Ама зато сплатиш бат. За приватните имам друга работа слушнато што не знам дали е вистина. А тоа е дека ако нешто се закомплицира работата, за да не ги бие нив лош глас или да не му се пишат минуси нив, одма го пуштат детето ја во државна тука, ја во Скопје, не знам како. Јас лично не знам, фала Богу, досега ми се нема случајно таква работа, не знам од моје искуство. Се што кажав досега е од туѓа приказ. Ама кој слушниш од еден човек може да е муабет, од двајца како било, кој слушниш од многу луѓе, тоа значи веројатно има нешто. И во двата случаја, какво ќе биде нашето искуство, останува да види. Јас искрено се надевам дека се ќе биде во ред, дека се ќе помини како што треба, дека се ќе си биде на ниво како што треба да си биде. И се надевам дека ќе имам само убај работи за кажвање понатам. Пошто кај мене мачкање очи немава. Се што ќе се случи, дали убо или не убо, се ќе си би кажам. Ако чини арно, ако не, кој те праши? Мислам дека доста е за денес. Малце сериозна бидна темата, ама нема везе. Само зубо нека. Вие останете си на нашата програма. Ние се гледаме наредна епизода. Чао!